Исто така, кажавте дека сте многу разочаран од квалитетот, односно од начинот на кој што е поднесена интерпелацијата. Може слободно да земете анксиолитик или антидепресив. Ја ќе ви посочам Асцентра, може и Хелекс, ама Хелексот ви е недостапен затоа што цената му е многу кратно зголемена, односно партиципацијата е 3 пати повисока. Сега сакам да се обратам и да се навратам на вашите ветувања во вашата предизборна кампања, во вашата програма која што беше за живот. Што ветивте во првите 6 месеци? Ќе обезбедиме, значи 210 точка, ќе обезбедиме целосно бесплатно болничко лекување за сите осигуреници. За таа цел ќе укинеме партиципацијата за болничко лекување. Според математиката на господинот Тунтев, не сте 6 месеци, 8 месеци сте на власт. Тоа до ден денеска не е направено. Во таква тешка финансиска ситуација ги исполнивме ветувањата. Веќе за месец март лекарите, но не само лекарите, туку и останатите здравствени работници, медицинските сестри, транспортерите, болничарите, гипсерите, ќе ги добијат ветените покачувања на дежурствата. Тие кои што веќе примиле плата ќе ги добијат како разлика. Го исполнивме ветувањето за исплата на приватните специализанти. Сите оние кои досега работеа за без пари од месец март, односно со исплатата за месец март ќе бидат исплатени како просечната плата за здравствен работник. Во таа тешка финансиска ситуација планираме и набавување на нова опрема. Меѓутоа не опрема која што вреди 100 милиони евра, туку навистина домакинско и планирано набавување на медицинската опрема. Дали знаете дека дел од набавената опрема која што вредеше 100 милиони евра се уште седи затворена во кутии во најлони? На огромен број на екстремно скапи медицински апарати, гаранцијата им е истечена додека не се отпакувани и се уште нема каде да се сместат.